Засега според здравствените власти нема рапиден раст на бројот на ново заболени од вирусот COVID-19 и предлози и препораки од Комисијата за заштита од заразни болести. Епидемиолошката состојба се следи и врз основа на тоа ќе се носат препораки за понатамошно спречување на ширење на вирусот. Во претходното деноноќие се регистрирани уште 606 заразени лица, а активни се 7552 случаи со COVID-19. Веќе се почнати и преговорите со производителот на лекот Молнупиравир, кој може да го примаат сите пациенти кои се позитивни на COVID-19. Тој лек се дава во првите 5 дена од диагностицирање на вирусот, а досегашните клинички испитувања покажале дека хоспитализацијата со негово користење е намалена за 50%. Според податоците од анализите што ги прават епидемиолозите од Институтот за јавно здравје, во изминатава седмица не е забележено рапидно зголемување на позитивни од тестирање на COVID-19. Од регистрираните нови позитивни случаи од 32 града во државата забележено е зголемување за 3,7% во однос на претходната седмица. Најголем дел од новозаразените се од Скопје. Нема притисок и во болниците. На територија на цела држава во ковид центрите хоспитализирани се вкупно 423 пациенти со COVID-19. За сега и нема нови предлози и препораки од Комисијата за заразни болести за заштита од вирусот, информираат од Министерството за здравство. Во периодот од 6 август до завчера на територија на државата починале 1688 пациенти, а од нив 1376 пациенти, односно 82% не биле вакцинирани, а само 18%, односно 312 примиле вакцина. Според анализите, починатите имале повеќе комбинирани хронични заболувања, а пациентите биле вакцинирани со сите типови вакцини кои ги има на располагање во земјава.